Благодарам, господица Томич. Тања има збор. Повелете. Благодарам, председателе. Драго ми е што конечно после толку време разговараме за амбиентниот воздух во државата, бидејќи вакво законско решение можеби требаше многу порано да се донесе, уште повеќе да се спроведува, меѓутоа можеби да видиме малку поригорозно во одредбите кои што ги одредуваат санкциите за оние кои што го загадуваат воздухот. Имено предложените измени наведуваат конкретно на кој начин може да се врши емисија на загадувачки супстанции во амбиентен воздух, што е забрането од испуштањето на емисии на загадувачки супстанции и над кои гранични вредности, меѓутоа за жал не се дефинирани точно одредбите кои што предвидуваат санкции за оние кои што ова загадување го прават. Или се ограничува или се забранува работата на инсталацијата во трајање од најмногу 30 дена, во кој што рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба. За жал, владата која што секогаш дава огромни казни на граѓаните за се и се што, овој пат на луѓето кои што го загадуваат воздухот кој што го дишеме, ги остава само со 30 дена забрана за работа. Само колку за илустрација ќе ве потсетам дека не е толку одамна, само во зимскиот период кога беа поставени мерните станици за мерење на квалитетот и загаденоста на воздухот во центарот на градот Скопје, во градот завладеа малтене паника. Не само кај граѓаните, туку и медиумите континуирано информираа за таа состојба, имајќи во предвид дека тогаш очигледно беше колку е небезбеден воздухот кој што скопјани го дишат и колку ги надминува сите можни нивоа на нормална загаденост. Имено нивото на прашината во воздухот знаеше да изнесува и до 433 микрограми на метар кубен, што според Светската здравствена организација е најмалку 9 пати над дозволениот лимит. Или, ако Светската здравствена организација 50 микрограми прашина во воздухот го смета за дозволен лимит, значи дека во Скопје квалитетот на воздухот не се симна во рамките на дозволениот лимит. Или, овдека имам еден графикон на мерење на големината на ПМ10 частичките, на нивото на ПМ10 частичките, која што покажува дека дури и во периодот во ноќните часови, кога нема движење на возила, кога нема други загадувачи, таа не паѓа под 250 микрограми на кубен метар. А како што напоменав, за горна граница за застапеност на овие канцерогени частички, Светската здравствена организација зема 50 микрограми на кубен метар. Значи, и во ноќните услови, кога би требало загаденоста да е многу помала, отколку кога функционира градот, таа била 5 пати поголема од она што Светската здравствена организација го смета за горна граница. Навистина сметам дека треба да не загрижат ваквите состојби и да се потрудиме законот кој што има дел добри одредби, дел треба да се допрецизира многу поригорозно. Многу поважно е континуирано да се спроведува. Навистина треба државните институции кои што работат на оваа проблематика да ги прават редовно контролите, да проверуваат дали, например, цементара, која што беше еден од најголемите загадувачи, пред година и половина ги стави филтрите, дали навистина доследно ги користи, или повторно ги користи старите навики да гори гуми во ноќните часови и на таков начин да им го загадува амбиентниот воздух на луѓето кои што живеат околу неа. Навистина службите треба редовно да ги проверуваат ваквите состојби и да се реагира со многу по-ригорозни казни, слични на оние кои што секогаш ги наметнуваме на граѓаните. Благодарам. Благодарам јас.